последните 5 години обезбедивме правна заштита на повеќе од 200 жени кои претрпеле насилство само поради тоа што се жени. Јас сум Сабина Асанова од Штип. Соработувам со Хелсиншкиот комитет за да им помагам на жените од источниот регион. Ние сме првата линија за помош на жените кои се соочиле со насилство. Жените од нашата заедница не препознаваат и знаат за подршката која што ја нудиме ние, па често пати се решаваат да ни веруваат и да поберат помош од кај нас. Всушност ние освен што им даваме правен совет за тоа каде треба да се обратат, бидејќи тие многу често не знаат кои средства им стојат на располагање за нивна заштита, ние воедно ги придружуваме до институциите и секако им обезбедуваме заштита од страна на адвокати. Една наша корисничка, која нема да именувам, долги години трпела насилство од својот сопруг. Таа ме побара и ми кажа за психичкото и физичкото насилство со кој се соочувала. Тоа предизвика кај неа да она сака да се разведе од него, да го напушти домот заедно со нејзините деца. Заедно со Хелсиншкиот комитет најдовме адвокат, ја поминавме целата постапка и успеавме да ставиме крај на оваа тешка приказна. Нашата корисничка се спаси себе си и децата од насилникот. А што е бесплатна правна помош? Со бесплатната правна помош обезбедуваме стручни правни совети и информации, пополнуваме барања за секундарна правна помош и обезбедуваме придружба и комуникација со институциите. Ние во Хелсиншкиот комитет сме всушност гласот на луѓето соочени со безизлез пред надлежните, им помагаме да ги остварат своите загарантирани права и услуги. Сите се еднакви пред законот и заслужуваат правда. Ние во Хелсиншкиот комитет се бориме тоа да стане реалност. А кои граѓани можат да користат бесплатна правна помош? Сите граѓани што не можат да се дозволат адвокат, сите што се жртви на родово и семејно насилство, сите што се дискриминирани, сите на кои што им се повредени работничките права. Немате основа да пријавите? Нормално дека тој располага со парите. Тој е глава на семејството. Ама тоа не е психичко насилство, само сте се скарали. Во брак не постои силување. Вратете се дома, ќе се смирите.